Добре додовте во дебатата. Денес, се навраќаме на некои од можеби најтемелни наративи на западната мисла. И тоа преку една збирка современи толкувања на текстови од Битие, Псалмите, Писмото до Римјаните и Евангелието по Матеј. Сите тие на некој начин се обидуваат да го диагностицираат она што изгледа како фундаментален човечки конфликт. Сега, централното прашање што се наметнува од овие анализи е следново. Што лежи во срцето на тој конфликт? Дали се работи за, да речеме, морален пат, свесно прекршување на јасна божествена заповед, или пак суштината е подлабока и се работи за релацијски распад, значи криза на доверба во самата добронамерност на божественото? Јас ќе застапувам дека клучниот проблем е токму тој распад на довербата. Сомнежот, според мене, е отровот што го нарушува темелниот однос, од кој потоа произлегуваат сите други проблеми. Јас од друга страна ќе тврдам дека, иако довербата е несомнено важна, самите текстови доследно го структурираат проблемот низ призмата на моралната непослушност. Рамката на законот, на престапот и правдата е централна и според мене не може да се сведе само на некоја психолошка или релацијска димензија. Одлична. Мојата почетна теза е дека приказната за Еденската градина, која е прототип за сите останати, во суштина не се занимава со јаболкото, туку со сомнежот. Една влијателна современа анализа на овие текстови истакнува дека змијата не нуди аргумент, туку воведува гласна сомнеж. Таа не го негира постоењето на Бог, туку ја подкопува неговата добронамерност, сугерирајќи дека тој нешто крие, дека неговата заповед не е за доброто на човекот. Првобитниот греф, според ова гледиште, не е самото јадење, туку внатрешното прифаќање на оваа лада за карактерот на Бог. Оваа идеја пак наоѓа силен одек кај Свети Павле. Кога тој ја спротиставува непослушноста на Адам со послушноста на Христос, тоа не е само споредба на две дела, туку на два начина на постоење. Непослушноста на Адам е недоверба, дока послушноста на Христос е радикална доверба во Отецот. Ова не подсетува на данскиот филозоф Серен Кierkegaard, кој тврдел дека спротивното на гревот не било совршеното однесување, туку токму таа радикална доверба или вера. Искушенијата на Исус во пустината се совршен пример за ова, тие се во суштина искушенија на довербата. Види, тоа е една елегантна рамка, ама мислам дека го заобиколува она што е најочигледно во самите текстови. Мојот пристап е дека текстуалната структура едноставно не принудува да гледаме во друга насока. Во Битие, приказната не започнува со психолошка анализа, туку со кристално јасна заповед. Не јадете од дрвото, зашто во денот кога ќе ја јадете од него, сигурно ќе умрете. Ова не е предлог, туку закон. Воспоставена е јасна правна рамка на правило и последица. Оно што следи по прекршувањето, срамот, стравот, прогонството, не се описани како симптоми на нарушена доверба, туку како директни казни за прекршување на законот. Станува збор за јасен морален пат. Понатаму, кога Павле зборува во писмото до Римјаните, тој не користи јазик на психологија или релации, туку јазик на судница. Тој вели дека преку непослушноста на еден човек, мнозинството стана грешно и дека праведниот чин на еден води до оправдување и живот за сите. Ова е јазик на морални дејства и правни последици. Дури и во пустимата, како Исус се спротивставува на искушението, не со изјава на доверба, туку со цитирање на законот. Пишано е: тој се потпира на авторитетот на Божиот објавен закон за да ја надмине моралната замка. Неговата победа е демонстрација на морална исправност, а не само на некој внатрешен став. Добро, го разбирам фокусот на чинот на прекршување, но ајде да го анализираме символот во срцето на тој чин. Самото дрвото на познавање на доброто и злото. Што всушност представува тоа? Според анализата што ја спомнав, јадењето од дрвото представува обид, како да кажам, самите да одредиме што е добро за нас, независно од Создателот. Ова не е само кршење на некое произволно правило, ова е фундаментален чин на недоверба во мудроста и добрината на оној што ги создал, кој знае што е најдобро за своето создание.
Тој е обид да се узурпира Божјата улога, поттикнат токму од сомнежот дека Бог нешто крие, дека неговата заповед е ограничување, а не заштита. Значи, непослушноста е само надворешен симптом на многу подлабока болест, распадот на довербата. Се согласувам дека мотивацијата е вкоренета во недоверба. Тоа е неоспорно. Но наративот не се фокусира на таа внатрешна мотивација, туку на конкретниот чин на непослушност и неговите видливи, опипливи последици. Самиот чин е врамен како преминување на јасно поставена граница. Последиците што следат не се само психолошки, како губење на доверба или чувство на отуѓеност. Тие се представени како казна за сторен престап. Прогонство од градината, тешка макотрапна работа, болка при раѓањето. Рамката останува морална и правна. Змијата можеби го сее сомнежот, но човекот е тој што го прави свесниот морален избор, да ја прекрши заповедта. Наративот ја лоцира одговорноста во чинот, а не само во чувството. Чекај малку. Зарем не е тоа вештачка поделба? Како можеш да го одвоиш чинот од намерата, од внатрешниот став што го предизвикува? Тоа ми изгледа како да го анализираш плодот, без да ја погледнеш почвата од која расте. Не велам дека се одвоени, туку дека наративниот фокус е на едното, а не на другото. Текстот го нагласува престапот. Можеме ние да шпекулираме за психологијата колку сакаме, но текстот ни дава јасна структура на заповед, прекршување, казна. Тоа е она што е дадено. Добро, но дури ако го прифатиме твојот правен пристап кон битие, како тој се одржува кога ќе дојдеме до Павле во писмото до римјаните? Таму, мислам дека релационската димензија станува уште поочигледна. Кога Павле вели послушност, дали мисли само на слепо следење правила? Некои теолошки анализи сугерираат дека грчкиот збор за послушност, хипакуо, во својот корен го содржи зборот за слушање, акуо. Значи, послушноста не е само правење нешто, туку длабоко, внимателно слушање на гласот на оној кому му веруваш. Послушноста на Христос не е робско следење на правила, туку целосно предавање на волјата на Отецот од љубов и апсолутна доверба. Тоа е пред се релационски чин, а не морален перформанс. Непослушноста на Адам во таа смисла е неговото одбивање да го слуша и да верува во добрината на Божиот збор. Не го прифаќам тоа толкување. Тоа е интересно етимолочко размислување, но го игнорира поширокиот контекст. Да, хапакуо значи слушање, но во правен и воен контекст тоа значи извршување на наредба. И зборовите што Павле ги избира се клучни. Тој не користи некој општ термин за грешка. Користи зборови како паракое, што буквално значи погрешно слушање или игнорирање на јасна наредба, и параптома, што е речиси правен термин за престап, за преминување на граница. Ова не е јазик на чувства, ова е јазик на судница. Тој го нагласува праведниот чин на Христос како причина за оправдување. Зборот е чин, дикајома, конкретно дело. Да се редуцира сето тоа на само доверба, значи да се изгуби правната и моралната димензија на неговата теологија, која е апсолутно централна за целото писмо до римјаните. Во право си дека правната рамка е недвосмислена. Не можеме да игнорираме заповедта или јазикот на правдата. Сепак, јас тврдам дека таа рамка служи на подлабока релациска цел. Можеби правниот јазик е единствениот начин на кој можеме да ја опишеме длабочината на прекршениот однос. Но, што се случува кога ќе се соочиме со ситуација каде што нема јасен закон, како во искушенијата во пустината? Мислам дека и таму има закон. И тоа многу јасен. Но продолжи. Секое искушение започнува со фразата «Ако си син Божи». Ова е клучно. Тоа е директен напад врз идентитетот на Исус и неговата врска со Отецот. Не се тестира неговата способност да следи правила, туку неговата доверба во својот идентитет како син. Ѓаволот го поттикнува да ја зграпчи месијанската моќ на спектакуларен начин, да направи чудо за себе, да го присили Бога да го спаси, да добие моќ преку компромис, наместо да ја прими како дар преку трпелива доверба во Божиот план. Ова е истата динамика како во Еденската градина, да се зграпчи наместо да се верува. Целата борба е релационска.
станува збор за тоа дали Исус ќе действува како син кој му верува на својот татко или како узурпатор кој се сомнева и сака да ја земе работата во своји раце. Тоа е многу привлечен аргумент и се согласувам дека идентитетот е во прашање, но да погледнеме како се манифестира тој напад врз идентитетот. Тоа се случува преку предлози за конкретни дела. Претвори ги камењата во леб, фрли се од храмот, поклони ми се. Ова се јасни морални избори, а не абстрактни прашања на доверба. А одговорот на Исус е фасинантен. Тој не вели «Јас му верувам на мојот татко». Не одговара со изјава на релацијска верност. Тој одговара со придржување до напишаниот закон. 3 пати вели «Пишано е» и го цитира Второзаконието. Тој ја докажува својата синовска верност прек морална исправност и послушност кон Божјата објавена волја. Неговата победа е победа на праведноста над гревот, на послушноста над непослушноста. Врската се докажува и се потврдува преку моралното дело. Но зарем тоа не е токму поенката? Неговата послушност кон законот не е цел сама за себе. Таа е израз на неговата совршена доверба. Тој го цитира законот затоа што верува дека законот ја открива волјата на таткото кој е добар. Тој не го следи законот од страв, од казна, туку од љубов и доверба. Законот станува мапа која го води низ пустината на искушението, но горивото што го движи е неговата доверба во оној што ја нацртал мапата. Без таа доверба, законот би бил само збир на мртви правила. Значи, накратко тврдиш дека гревот е прашање на лоша перцепција за Бога, а не на лошо дело. Тврдам дека лошата перцепција, сомнежот, недовербата е коренот од кој извира лошото дело. Моралниот неуспех е плодот, но релационскиот распад е семето. Кога ќе изгубиш довербата во Божјата добронамерност, тогаш прекршувањето на неговите заповеди станува логичен, па дури и неопходен чекор за самозаштита. Не сум убеден. Мислам дека тоа премногу ја релативизира одговорноста за конкретниот чин. Можно е да му веруваш на Бога на некое абстрактно ниво, а сепак во моментот на избор да потклекнеш и да го направиш погрешното нешто. Павле зборува за оваа борба во себе. Не го правам доброто што го сакам, туку злото што не го сакам, тоа го правам. Тоа звучи како морална борба, а не како криза на доверба. Тој знае што е правилно, но сепак не го прави. Проблемот е во волјата, во моралниот избор, а не само во перцепцијата. Оваа дискусија навистина покажува колку длабоко овие текстови ја истражуваат човечката состојба. Од моја перспектива, врската со божественото е како жив организам, вкоренен во доверба. Кога тој корен е затруен од сомнеш, од лагата дека Бог не е добронамерен, дека нешто ниускратува, тогаш целиот организам почнува да венее и да произведува отровни плодови, кои ги нарекуваме морални неуспеси. Тие не се причината, туку последицата на нарушената врска. Затоа, поправањето на таа врска, како што е покажано во примерот на Христос, е провенствено чин на верност и радикална доверба, дури во лицето на искушението, страдањето и смртта. Сепак, Не можеме да ја занемариме доследноста со која овие текстови ја нагласуваат важноста на действувањето во согласно со Божјата волја. Рамката на заповед, престап, суд и оправдување е премногу централна и прецизно дефинирана за да се смета за споредна или само метафорична. Довербата можеби е неопходен предуслов за правилно действување, но таа се докажува, се остварува и станува реална преку послушноста. Моралниот избор, конкретниот чин на послушност или непослушност, останува во срцето на овие наративи. Таму се случува вистинската драма. Можеби, се согласуваме дека и двете димензии се неразделно поврзани. Прашањето е само која е примарна, која е движечката сила. За мене, релацијската основа е клучна. Без здрава врска на доверба, секој морален систем на крајот се распаѓа. А за мене, моралниот чин е местото каде што внатрешниот став се судира со реалноста и се докажува. Без конкретни дела на послушност, довербата останува само абстрактно чувство.
Без оглед на тоа дали конфликтот го гледаме како првенствено релацијски или морален, јасно е дека овие наративи поставуваат фундаментален избор помеѓу два начина на постоење. Еден вкоренен во прифаќање и доверба во надволешен извор на добро, а другиот во самоволие и сомнеж, каде што поединецот станува свој сопствен центар. Материјалот секако нуди уште многу простор за размислување на оваа тема.